Патната инфраструктура во Македонија доживува експанзија, со сериозни активности на клучните проекти, вели вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Тој информира дека утрово почне изградбата на обиколницата на Крива Паланка, која ќе овозможи целосно поврзување со Бугарија, додека се реконструира и граничниот премин Деве Бајр. Владата работи и на делницата Романовци-Страцин со поддршка на Европската унија. На коридорот 8 следна за реконструкција е Скопската обиколница, а на запад веќе се гради целосно нова делница Тетово-Гостивар-Букојчани. Трасата Кичево-Охрид веќе е делумно завршена, а комплетирање се очекува до крајот на следната година. Паралелно се работи и на коридорот 10Д. Автопатот од Битола до Прилеп се гради. За делот од Прилеп до Фариш се планира експресен пат сличен на тој од Фариш до Градско, кој наодамна беше пуштен во употреба. Според Николовски, во моментов привршува процесот на избор на изведувач за автопатот Скопје-Блаце, кој ќе обезбеди директна и брза врска со Косово. Оваа инфраструктурна експанзија, како што нагласи Николовски, не е изолиран проект, туку дел од пошироката владина стратегија за економски раст, нови работни места, подобра поврзаност со регионот. Со патишта, пруги и авиолинии што се градат и обновуваат, Македонија полека, но сигурно се претвара во транспортно и туристичко средиште на Балканот. На прва, кога ќе ја гледате државата од страна или кога ќе ја гледате на мапа, може би и не изгледа така, имајте предвид дека државата нема излез на море, што се уште е прва асоциација за туризам, или нема врвови кои што се над 3000 метри, па е некоја асоциација за долготрајни ски сезони, но кога малце подолго ќе влезете во приказната на државата, гледате дека потенцијалот е огромен и би рекол не е ни 10% искористено до на што може да биде искористен. Николовски посочи дека владата вложува во сите аспекти и на туризмот, од развој на археолошки локалитети и културно наследство до вински и рурален туризам. Ќе ви кажам неколку бројки кои што мислам дека се јасна индикација за ова што го зборувам. Прво, од изборот на владата до денес имаме 21 нова директна дестинација до Македонија. Значи од 21 дополнителна дестинација редовно се лета до Скопскиот и до Охридскиот аеродром. На тоа има дополнителни 17 чартер дестинации кои што скоро и редовно да летаат, односно дел летаат во зимскиот, дел летаат во летниот период. Николовски најави дека брзата пруга Белград-Скопје-Солун, која веќе се подготвува, ќе овозможи поврзување на регионалните метрополи за само неколку часа. Проект што ќе има силно влијание врз туризмот и економијата.